Градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски на вчерашната средба со бизнис секторот ги образложи досега сработените проекти и оние кои следуваат идната година, односно направи кратка ретроспектива на која ги представи и приоритетните за годината што предстои. Тој истакна дека општината 2015 година ќе памети по многуте инвестиции и инфраструктурни зафати и како голема негативност за оваа година го издвои проблемот со рудникот, а како желба за новата година е да се надмине истиот проблем. Се надевам дека тие проблеми многу брзо ќе бидат надминати, дека ќе се најде стратешки инвеститор кој што ќе успее многу брзо да го рестартира рудникот. Тоа е мојата најголема желба за новата година, а ние како локална самоуправа ќе се потрудиме да ги зголемиме нашите инвестиции уште повеќе во наредната година. Веќе имаме испланирано и најголем дел од средствата од буџетот на општина Пробиштип ќе бидат вложување во патната инфраструктура, во локални улици и патишта, меѓутоа и во многу други проекти кои што јас ги споменав во мојата презентација и ќе се потрудиме колку што е можно повеќе да ги подобриме условите за живот на нашите сограѓани, а пред се условите за живот значат и отворање на нови работни места. Се надевам дека ќе имаме отворање на нови производствени погони. И бизнисмените од Пробиштип на синоќашната средба ги искажаа своите задоволства и незадоволства. Дел од нив направија краток осврт за успесите на нивните фирми и беа со поделени ставови за годината која изминува. Вака, за оваа година мислам дека е една од потешките години бар за кај нас, пошто многу луѓето не знаат ние што се бавиме, значи ние се бавиме со собирање и прибирање на секундарни сировини и класификација на секундарните сировини и така да светскиот тренд на паѓањето на берзите ни доведе така да сме во многу тешка состојба оваа година, пошто цените се ни паднати на упола од оноа што беа. 2015 како и минатата година, а и како за млада фирма, можеме да кажеме успешно, полека напредуваме, се стабилизираме, така се надеваме дека 2016 ќе биде уште поуспешна. Како една најрепрезентативна фирма од Пробиштип се издвојува фирмата која произведува акумулатори, чие производство е близу 1 милион на акумулатори годишно. 2015 година беше многу успешна година за компанијата Табмак. Покрај големиот број инвестиции во современа опрема, успеавме да произведеме повеќе од 1 милион акумулатори. Тоа е голем успех за нашата компанија. Најголем број од произведените акумулатори се пласирани за извоз. Наши најголеми партнери се Франција, Шпанија, Англија, Русија и останати држави. Производството од над милион акумулатори значи голем финански бенефит, односно девизен прилив за државата и за општина Пробиштип. Вработивме голем број на ново вработени во фабриката, значи сега имаме повеќе од 335 ново вработени во фабриката со намера во наредната година да го зголемиме производството, тоа значи и отварање на нови работни места. На средбата присуствуваше и пратеникот од ВМРО ДПМНЕ Емил Демитриев, кој истакна дека со ваков развој може да се очекува за кратко време Пробиштип да биде лидер во регионот.